Социјалното претприемништво како модел е еден од најраспространетите во Европа па и пошироко, но колкуто истиот во Македонија е познат и колку може да придонесе за развој на националната економија, како и подобрување на вработеноста кај младите луѓе. На оваа тема во овој интервју разговараме со Билјана Стојчевска, која во младинските активности е вклучена на локално, национално и меѓународно ниво повеќе од 13 години. Во Младински сојуз Крушево сте програмски координатор на програмата за младинска невработеност како и претприемништво. Претходно имате изработено и национална анализа токму фокусирана на оваа тема. Колку во Македонија овој модел е познат и колку е достапен кај младите? Социјалното претприемништво во Македонија е нова тема, особено нова меѓу младите, и од нашето истражување и анализа кое што беше спроведено во рамките на проектот Dive in Social Entrepreneurship, Erasmus Plus проект, опфативме повеќе од 150 млади луѓе и заклучокот дека младите луѓе недоволно го познаваат концептот на социјалното претприемништво. За самиот концепт треба повеќе да се разговара и треба повеќе да се информираат младите. Особено заради тоа што имаме еден сериозен проблем во нашето општество, а тоа е младинската невработеност. Јас го гледам овој нов или иновативен концепт како можност за вработување и само вработување меѓу младите луѓе, и затоа сметам дека сите заедно треба да инвестираме во нивното знаење и информирање за овој концепт. Претходната година министерката за труд и социјална политика Мила Царовска најави дека ќе се донесе закон за социјално претприемништво во оваа тековна година, а можеби ќе опфати и наредната 2019 година. Имаме ли потреба од постоење на закон со кој ќе се регулира социјалното претприемништво во Македонија? Законот за социјално претприемништво е само дополнителна мотивација за развивање на еден сериозен екосистем за развој на социјални бизнеси. Според мене, ние како општество треба да се стремиме кон развивање на овие бизнеси, независно дали имаме формална рамка или законска рамка, затоа што нашето општество сметам дека треба да биде подобро општество. Дали ќе биде подобро општество со закон или без закон, за мене и за мојата организација е небитно. Битно е да се развиваат овој начин на бизнеси, независно од каква форма законска ќе опфаќаат. Да, убаво е што институциите сакаат да го поддржат на овој начин ова движење на социјално претприемништво, и јас сум за законот и мислам дека ќе биде мотивација плюс. Меѓутоа, важно е да се стремиме кон еден отворен, широк закон, ако веќе сакаме да го имаме, од една страна, и од друга страна кон отварање на можностите со тој закон кон посеопфатни и релевантни социјални бизнеси. Имаме ли такви некои позитивни примери во Македонија, например? Колку тие навистина се социјални предприемачи, колку дел од нив се социјални предприемачи, каде не ја забораваат социјалната компонента? Мене ми е многу драго што можам да кажам дека имаме вакви примери и они знаат колку искрена поддршка добиваат од мене и од нас како тим на Младински сојуз Крушево. Еден од таквите примери што јас исклучително го ценам е Фрешес ресторанот за здрава храна, а во исто време промоција на топол оброк за секој. Исклучително добар пример е Покров од Струмица, каде што ги вклучуваат социјално ранливите категории зависници, во исто време ги вклучуваат, ги враќаат во општествените циклуси, а и го решаваат проблемот како ранлива категорија. Понатаму, овие се социјални бизнеси кои што можам да ги издвојам како одржливи социјални бизнеси. Меѓутоа, за да бидат одржливи, потребно е ние сите заедно да ги поддржуваме, затоа што они не се обични бизнеси. Тие имаат општествена кауза. И на сите нас треба да ни е важна таа општествена кауза и вредностите кои што ги промовираат. Доколку ги поддржуваме и они ќе се уште попосветени на самата кауза.
Јас сметам дека во следниот период ќе има уште повеќе од овој тип на успешни примери. Можете тука да се земе и како успешен пример и лице в лице, еден бизнис со добра цел, уличниот весник, исто многу од нивните продавачи се мои пријатели и другари кои што секојдневно се среќаваме. Понатаму многу јас сметам една од поборниците кои што сметам дека треба и кооперативите да бидат дел од социјалните бизниси. И многу мои соработници кажуваат дека сите проблеми во нашето општество јас форсирам да се решаваат преку социјалните бизниси, ама секако треба да ги отвориме можностите за сите типови на иновативни бизниси. Дали социјалното предприемништво е иновативен модел? Спомнавте дека е иновативен за решавање на социјалните и економските предизвици, но колку тука може да има зајакнување на инклузивниот раст? Во сршта на социјалните бизниси се наоѓа иновацијата. Тоа го издвојува социјалниот бизнис од обичниот бизнис. Важно е да има важно е идејата да биде иновативна идеја и социјалните бизниси се следните бизниси кои што се важни за инклузивниот раст во нашата држава. Сега ова се тоа мои ставови. Јас секогаш кога често работиме на едукација на младите луѓе во однос на како можат да го користат овој тип на бизниси за нивно вработување и самовработување и најчесто го потенцираме и го ставаме фокусот на нивните идеи да биде иновацијата. Сега тука може би требало и повторно да едуцираме за што е социјална иновација и како треба да се дојди до идејата вклучувајќи иновацијата. Ама сепак треба да се стремиме кон нешто што е иновативно, а во исто време и со општествена кауза. Пак ќе кажам, во сршта на социјалните бизниси се наоѓа иновацијата. Тоа ги издвојува од другите бизниси. Неколкуте извештаи на неколку граѓански здруженија укажуваат на тоа дека во Македонија постојат млади луѓе амбициозни со брилјантни идеи, меѓутоа решаваат да заминат надвор Македонија и тие идеи да ги развиваат таму. Дали тоа значи дека во Македонија нема доволно стимулација или можеби се плашат со отпочнување на ваква идеја бидејќи сметаат дека нема да му обстои на подолг временски период? Нашето општество не дава таква клима за поддршка, за жал, и затоа ги користиме сите можности да промовираме дека секој од нас е многу важен во развојот на идеите на младите луѓе. Не би требало да ги поддржуваме во насока на дека имплементацијата на идејата треба или може да биде поуспешна доколку биде например во западноевропските земји имплементирана. Тие брилијантни идеи исклучително се потребни за нашето општество во било која заедница, особено за малите локални заедници. Ние треба да се стремиме тие брилијантни идеи тука да ги задржиме, да им бидиме поддршка на тие брилијантни идеи. Поддршката не е, кога велам поддршка, не значи само финансиска поддршка, туку значи целокупна поддршка на младите луѓе во остварувањето на своите идеи. Може би проблемот тука е слабата информираност или недоволно информации кои што да допираат до младите. Спомнавте исто така до едукација. Не се дека ако ја земеме образовната компонента, колку во Македонија образовниот систем овозможува на младиот човек уште од, да речеме, средно образование, да стекне одредено предзнаење за едни вакви модели кои што постојат. Не е само социјалното предприемништво, тука и краудфандинг моделот, кој што на светски пазари е доста добро котиран. Ние најчесто знаеме во нашето општество да кажеме ништо не функционира, ништо не е добро, образованието не е чини. Да, не сме најдобри, се слагам тука. Јас сметам дека особено клучно за овој тип на бизниси, за информирање и едукација на младите е неформалното образование. Неформалното образование може да ги донесе тие светски примери поблиску до младите луѓе, а тоа е клучот во мотивацијата, инспирацијата и едукацијата на младите.
севкупно информирањето. Да не го гледаме само формалното образование како дали како неможност или како не треба да се ограничуваат младите на формалното образование, туку да го гледат како основа, како база. Апсолутно треба да има информации, да има едукација преку формалното образование за иновативните бизнеси или социјални бизнеси. Ако се отвори можности и кон неформалното образование, тогаш само ќе се надополнуваат формалното со неформалното образование и покомплетно ќе настапат на пазарот како следни предприемници. Младите се повеќе сакаат да се фокусираат на вработување во јавната администрација или да речеме граѓанскиот сектор, но како да се стимулираат да почнат да развиваат собствени иновативни идеи кои што ќе ги понудат на пазарот на трудот и при тоа ќе придонесат да речеме за развој на национална економија. Се слагам со тебе, Сонај, дека од 100% од 5 млади луѓе, 4 ќе сакаат да работат во јавната администрација. Заклучокот е дека младите сметаат дека тоа е сигурно вработување. По мене, јас сметам дека мотивацијата треба да ја гледаме кон ништо не е сигурно. Особено не е сигурна ако е јавна администрација. Семејствата дома не треба да ги втурнуваат младите луѓе кон вработи се во државно, тоа ти е сигурна работа. Туку наспроти тоа, треба да се трудат кон сигурна работа ако сам создаваш. И не треба да бараш работа, туку треба да креираш работа. Јас за таа теорија стојам. Дека треба да ги стимулираме младите да бидат креатори на работните места, а не да бидат барачи, трагачи по работа. Тие да креираат работни места. Дали социјалното претприемништво може да помогне за да се стане финансиски независен човек? Социјалниот бизнес е бизнес и мора да има профит. Меѓутоа, каде е текот на профитот, тука е клучот на социјалниот бизнес. Јас ова го гледам како одржлив начин за позитивни општествени промени. Токму заради профитот. Јас во бизнисот ги гледам општествените промени, позитивните општествени промени. Колку кај нас има пазарно ориентирани бизнеси и како младите да бидат конкурентни на пазарот на трудот? Многу е важно бизнисот да тргне од потребите. Доколку не тргне од потребите, идејата што не е потребна, џабе постои. Потребно е да тргне од потребите и тие потреби да се убаво познаваат. Кај нас јас мислам дека баш тие што се идеи што тргнале бизнес идеи од потребите се силно успешни и силно вреднувани меѓу младите луѓе. Споредено со европското искуство, каде се наоѓа Македонија на предприемачката мапа, а каде се останатите држави? Дефинитивно има што да учиме од Велика Британија, дефинитивно од Германија, може да се каже од Италија, има убави примери, убав развиен екосистем кај нив. Меѓутоа, мислам дека и ние имаме што да понудиме како знаење и искуства. Еве сме едни од ретките на Балканот кои што почнуваме да промовираме закон за социјални бизнеси. Сме едни од ретките кои што многу зборуваме на глас и што има многу европски средства инвестирани во овие идеи на социјални бизнеси. Така да јас мислам тоа дека една е далеку изгледат европските примери, ама јас би рекла дека светските примери далеку изгледат. Европските примери се близко до нас и тука се, само треба да ги видиме. А светските се баш тие треба да ни бидат целта и достигнувањето, особено приближување кон младите луѓе. Што би им препорачале на младите, како да успеат да го зграват нештото и да постигнат успех и да се самореализираат? Младите луѓе се само рефлексија на нашето општество. Така како што функционира општеството, такви се. Ние многу веруваме во потенцијалот на младите, тие се авангардата на нашето општество. Како ако општеството не е авангарда, да бидат младите луѓе авангарда? Ние сите силно треба да веруваме и ги потикнуваме на младите луѓе. Од друга страна, треба да имаме неотворени со силни вредности. Почитување, меѓусебно разбирање, толеранција, почитување на разликите.
Тоа се вредностите кои што младите луѓе треба да ги имаат пред било каков бизнис да отпочнат, не само социјален бизнес. Ние мораме меѓусебно да се почитуваме и сакаме и вреднуваме за да имаме убави бизнес идеи, а понатаму и реализирани идеи. А можностите се тука и секојдневно се околу нас. Секојдневно, дома, во продавничето, во локалното гранамче, во разговорот со бабата и со дедото, тука се можностите. Меѓутоа, пак ќе кажам дека иако постојат можности, ако заедницата, ако системот не им дозволува на младите луѓе да ги користат тие можности, тогаш проблемот ние го најдуваме во младите луѓе. Не се информирани, не се едуцирани, не сакаат, немаат иницијативност, не ги гледаат можностите. Не, туку обратно. Процесот е обратен. На сите нас ни се многу важни младите луѓе. И ние треба, ако не гледаат, да ги отвориме можност, да ги гледаат. Ако не слушаат, силно да викаме, за да не слушаат. Јас мислам дека е обратен процесот, дека охрабрувањето треба да биде од повеќе аспекти, а не само фокусирано кон младите луѓе, бидејќи младите луѓе се храбри. Кај нас има храбри млади луѓе и со убави идеи, отворени, и сега има многу можности за мобилности, ама ако општеството не им дозволува, џабе е се тоа што го поседува. Така да јас мислам дека треба да се трудиме сите ние кон нивно окуражување и кон нивно отварање, така да на тој начин ќе има самореализација. Благодарам.